и сестри македонци. Чест ми е да ја најавам нацрт програмата на Родина, истинскиот македонски пат. Моето име е Зоран Милачев, по професија по струка сум машински инженер, оженет, татко на 2 деца, македонски активист, на браникот на македонските идеали, како и нашите браќа, сите од Родина, каде што и се запознавме, самиот браник. И решивме да креираме организација достојна, која што ќе ги штити и брани македонските национални интереси и ќе ја возобнови македонската државност. Со Република Северна Македонија се порази комплетниот општествено-политички систем. Народот го плаќа тој систем да ги брани неговите интереси. Секоја година го плаќа со 3,4 милиарди евра. Експерти, професори, ректори, учители, научници, политичари, сите тие се должни за тие пари да ги бранат македонските национални интереси. На сметка на тоа добивме двотретинско мнозинство во собранието насилно. Знаеме како стигнахме до 2/3, каде што се урна Уставот на Република Македонија, законите на Република Македонија и меѓународното право, кој што го штити правото на народот на самоопределување и самодефинирање. Знаеме дека на референдумот од 30 септември 2018 година референдумот не беше успешен по 3 прашања. Преспанскиот договор и промената на името, членството на Македонија во ЕУ и членството на Македонија во НАТО. Иако се изведе специјална операција со која што беше нападнат македонскиот ум, македонскиот народ, преку медиуми, преку билборди, преку посети на видни европски политичари, македонскиот народ не излезе. Македонскиот народ бойкотираше тоа што не беше честно. Македонскиот народ не наседна на познатите шеми на шарени или жавчиња за убавиот свет на ЕУ и НАТО. Македонскиот народ се сака Република Македонија, уставот од 1991 година, кој што е меѓународно признат и почитуван и спомнат од Бадентер како една од двете земји во бивша Југославија кој што заслужува да има држава. Со ова би сакал да започнам со презентација на програмата и тука пред се идеме со идеологијата, што е суштината на нашето движење, партија, иницијатива Родина, која што се преплетува низ сите акти, програмски цели и е душата на самата партија. Може да... Родина е народна партија, издигната врз културните и традиционални вредности на македонскиот народ, водена од природните принципи и правени закони, каде сите сме еднакви и сите сме дел од една целина, дел од нашиот род. И како такви сите треба да му служиме заедно, а најдобрите да бидат први на тој ред. Тоа е должност и обврска на секој македонец. Значи најдобрите. До сега имавме антивредносен систем. Надворешните странски интереси ги регрутираа македонците по обратен систем, на неквалитет. Евроатлантската идеја денеска е контейнер на подродените македонци, луѓе што не успеале во својот живот. Луѓето што цел живот се бават само со политика и со измама. Ние велиме не. Ние имаме македонци кои што се успешни и надвор во татковината, надвор од политичките партии, надвор од политичкиот систем и велиме ќе служиме заедно, а најдобрите ќе бидат први. Тоа е Родина. Секој што има квалитет, знаење, умешност и способност ќе служи на својот народ. Не ќе води, ќе служи на својот народ. Идеме следниот слайд. Милениумските слоеви од култура, традиција и цивилизација преточени се во нас македонците како дел од нашето битие, знаење и начин на живот. Тоа е мудроста, разумот и силата кои ни овозможиле да обстоиме низ илјадолетијата како еден од ретките народи.
Тие вредности ја прават и денес Република Македонија место каде сите имаат право на достоинствен живот и собствен развој. Тоа е основата за правилна, стабилна и просперитетна Македонија. Но вистина македонскиот народ има богата култура и традиција. Милениумска, тој е еден од ретките народи која има првата држава во антиката, 1000-годишна, каде што е устроена токму по принципите на народите. Значи, секој си го запзима редот каде што најдобро знае да се постави. Значи, филозофите, учителите си идат во учителскиот ред, најспособните војни си идат во војничкиот ред, благородниците си идат да водат татковината и го заштитат народот. Тоа е устройството по природата и тоа устройство ние го пренесуваме денес како дел од идеологијата на народина. И ние затоа не се плашиме да дадеме права на сите народности што живеат во Република Македонија, бидејќи ние сме древен народ, ние ги почитуваме сите вредности и затоа Република Македонија е пример за правата на човекот во Европа. За разлика, веќе направиме една паралела, бидејќи ја потатко потекнам од Беломорска Македонија, за разлика од Грција, која што е лука на европската цивилизација, каде што македонците го немаат основното човеково право на име и презиме. Направете си сами споредба, за да видите таа лага за Европа, што значи и колку ние македонците во таа лага веруваме. Јас знам, дедо ми, кога ќе му спомнев Европа, бидејќи во средно школа учевме за Европа, за како дека е учителка по демократијата, он стално викаше Европа путана. Значи, он имаш искуство веќе со Европа 48 година и многу добро ја објаснуваше нивната политика. Идеме понатаму. Децениското немање на национална стратегија за зачувување и јакнење на македонизмот во секој од нас не доведува во ситуација да одродените идеологии и стратешки добро припремени системи од напад ја анализуваат суштината на нашето општество и начин на живот. Тие идеологии ги негираат природните закони и човековиот создател. Нападите на традиционалните вредности и семејство, манипулацијата со децата, жените, девалвирање на честниот труд, честниот човек се спротивни на македонските идеи. Во македонскиот начин и стил на живот не постоело робовите. Значи, се споделувале сите вредности, за да народите им се даде вредност, за да они го достигнат тоа цивилизацијско ниво што го имале македонците. Пример е ќе дадам еден каменот од Разета, кој што нашите учени го имаат преведено, почитувани Вертентов и Бошевски. Имате 3 писма, самата империја комуницирала на 3 писма. Едното било писмото на самите народи кај што била нашата империја, второто било интернационалното писмо Којне и третото древно македонско. Тоа е почитување на народите и нивната култура и посебност. За разлика од таа наша империја, денешна што доаѓа од запад, таа негира све. Таа прави галопи и ги уништува сите традиционални вредности, дури ги уништува и традиционалните вредности на западните народи. Гледаме дека и таму допрва започнува, односно е започната нашата заедничка битка за браќање на тие традиционални вредности, за зачувување на човекот, неговата суштина, традициите, одбрана на децата, кои што денеска веќе се нападнати во градинките со таа позната идеологија на детето дека може да биде или машко или женско дете во градинка, ти ако му кажеш да биде куче, она ќе ти јавка цел ден. Тоа е манипулација кој што добро осмислени институти западни навлегува во градинките за да ги за да ги одземе децата од природната средина. Ние тоа треба да го заштитиме, исто и жената, феминизациите и вулгаризациите и така натаму, честниот труд. Ниеден трудолюбив човек денеска нема е платен трудот. Дали е тоа земјоделец, рудар, работник и така натаму, све е подценето, целиот профит иде на една мала клика, таа клика живе во изобилие и во хедонизам, што е спротивно на македонските идеи. Сето тоа доведува до духовна и морална деградација, изнемоштеност и беда на нашиот народ, која беда се користи за обезличување на македонското име, народ и неговата суштина. Денес сме донесени пред судот на историјата, по кој сме исправени пред неправдата и перфидното наследство, за да докажеме пред себе си дека сме на страната на доброто, традицијата, народното и изворното во нас, за да постоиме како македонци. Доброто е нашиот сојузник и вечен заштитник. Тоа ни дава сила да обстоиме како народ која носи светлината на своите гени во својата свест. Светлината е имна.
Самиот збор ил во својата содржина носи нашиот Бог Сонце, и не случајно македонците се врзуваат токму за тој празник. Илинден, 2 август е победата во антиката на Филип Александар против атинијаните, Востанието илинденско, Аснум и здравие Боже и 4-тиот Илинден ќе биде баш прав Илинден, каде што македонците повторно светлината во своите гени ќе ја најдат и ќе креираме една убава држава како што ја доликува за македонците во 21 век. Време е да им се вратиме на нашите изворни вредности, семејството, породот, родот, народот, природата, да им се вратиме на традицијата, духовност и морал. Родина верува во способност и волјата на македонскиот народ, да ги зема работите во своји раце, за да ја врати државата на изворните принципи и вредности на македонскиот народ. Родина значи да се сака својот народ како прв и единствен услов за зачувување на Македонија и македонските идеали. Почетниот импулс за било кое дело ќе има резултат ако тоа е љубовта. А во родина сите наши членови го има тоа чувство љубовта кон сопствениот народ и кон сопствената држава. Тоа не води напред, тоа ни дава сила да истраеме во овој пат. Ние се подпираме баш на изворните народни вредности, семејството, децата, породот, родот, народот, природата, околината која што не обкружува. И исто така еден битен елемент што се изоставува постојано е духовност. Без духовна интелигенција, она материјална интелигенција е прениска, не е неупотреблива. Духовната интелигенција значи дека треба да внимаваш твојата интелигенција за какви дела ја користиш и таа да во согласност со принципите и духовни, и морални, и Божји што ги викаме, за да не наштетиме на некого. Ние се водим исклучиво тие принципи. Дали ја уште Затоа родина се залага и верува во принципот на меритократија, служење на народот и служба на најдобрите во име на народот. Родина е токму тоа, да служи на народот, а најдобрите служат први во тој праведен пород. Таа е суштината и пораката која што ја праќа родина на нашите браќи и сестри во татковината и во иселеништвото. Значи родина е отворена за секој трудолюбив македонец кој што сака да ја прероди, да ја вратиме, да ја внесеме нашата татковина во 21 век. 21 век е позападен век. Тоа да ви биде јасно на сите. Ќе се случуваат такви промени што преку ноќ ќе се случуваат, а ние нема да бидеме свесни. За тоа треба ние да се припремиме. Затоа ни требаат најдобрите, најспремните луѓе што успеале надвор од овие квази политички системи што тука постојат, кои што успеале надвор, целото и ум да го мобилизираме и да го спрегнеме во насока на служење на народ. Тоа е презентацијата на нашата идеологија на родина. Јас сега би сакал да дадам збор на нашиот меѓународен експерт, нашиот брат